Со просечен економски раст од 3%, Македонија меѓу дното на табелата од земјите во регионот. Виенскиот институт ги објави најновите есенски прогнози за следниве 2 години, каде задна се само Босна, со раст од 2,6%. За оваа година предвидувањата се највисок раст да имаат Косово, Албанија и Црна Гора, додека Србија најнизок, од само 2%. Инфлацијата годинава ќе остане висока, 4%, а малку пониски трошоци за живот ќе има дури следната. Минусот во државната каса ќе се задржи на 4% од БДП, додека дефицитот на тековната сметка ќе изнесува 3,2%, пишува во извештај за земјава. Растот ги надмина очекувањата, потекнат од стамбената изградба и силниот извоз, делумно потекнат од однапред оптоварувачките мерки пред американските царини. Во меѓувреме, имаше повторно зголемување на инфлацијата, која ги еродира реалните плати. Фискалната политика остана лабава, кршејќи ги фискалните правила, со популистички трошења за пензии наместо за капитални проекти. Локалните избори ќе бидат првиот голем тест за популарноста на новата влада и би можеле да одредат дали таа ќе го задржи својот курс или ќе ги прилагоди своите политики. Прогнозите за земјите членки на Унијата се раст од 2,2 ова и 2,6% следната година. Земјите од еврозоната пак ќе имаат просечен раст од 1,3%. Дополнително повисок раст на бруто домашниот производ од 0,2 до 0,3% ќе имаат земјите членки на НАТО, со наглото зголемување на трошоците за одбрана. Полска и Балтичките земји се очекува да имаат уште поголема корист од зголемените трошоци за одбрана, прогнозира Виенскиот институт. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.